Сиромашецот Жоао Барандао. Си живеела еднаш еден сиромашец по име Жоао Барандао, кој имал жена и многу деца, па не му било лесно да го прехрани многочленото семејство. Еднаш тој рекол на жена си: "Жено, за нас овде веќе нема живот. Со такав булук на деца. Ајде да одиме во шумата, па таму да си направиме куќи и да останеме да си живееме." И така си ги собрале плячките и тргнале. Кога стигнале во шумата, сиромашецот одбрал едно убаво место за куќа и веднаш почнал со секирата да ги сече дрвјата. Одеднаш слушнал некаков глас од длабочината на шумата. "Кој е тоа? Јави се." "Јас сум," одговори сиромавиот. "Кој тоа јас?" одговори гласот. "Жоао Барандао. Шо правиш ове?" "Сечам од дрвета за да изградам куќа." "Еј вие," заповеда гласот. "Помогнете му на Жоао Барандао да ги кутне дрвјата и да изгради куќа." В часот од шумата излезе цела толпа луѓе, висински мравјалник, и за кратко време шумата беше потполно расчистена. Тогаш луѓето за миг исчезнаа исто како што се појавија. Многу задоволен беше Жоао Барандао, си изгради куќа и заедно со жената и со децата почна да живее во неа. Утредента тој да го земе српот, ја стави шапката на глава и рече на жената дека ќе оди во шумата да расчисти малку место за нива. Не стигна ни да почне со работа кога повторно одекна гласот од шумата. "Кој е тоа? Јави се." "Јас сум." "Кој тоа јас?" "Жоао Барандао. Што правиш тука?" "Еве, расчистувам место за нива." "Еј, вие, помогнете ми на Жоао Барандао да расчисти место за нива." Од шумата излегоа плип од луѓе, ги имаше речиси колку што има пченкарни зрна во полето. Почнаа да мафтаат со сраповите и за миг расчистија цела ледина. Сиромашецот си отиде дома за да причека земјата да се исуши. По извесно време се врати да ги запали сувите гранки и сувата трева. Туку што го запали огнот, оној глас го повика и го праша кој е и зошто дошол. Жоао Барандао одговори дека пак е тој, дека дошол да ги запали сувите гранки. Гласот издаде наредба, веднаш од шумата се појавија толпата луѓе и за миг гранките беа собрани и запленети. Сето тоа се повторуваше и кога Жоао Барандао ја косеше тревата, и кога копаше бразди, и кога сееше пченка, граф и маниоко. Доволно беше само да дојде до нивата и да зачекори во неа, а гласот од шумата веќе одекнуваше, а потоа излегуваа луѓето и му помагаа во работата. И дома се повторуваше истото. Просто веќе не им се живееше. Се плашеа дека зашто и да се зафатат, гласот од шумата ќе слушне и ќе почне да им здодева со своето непристојно прашување. Еднаш сиромашецот реши да заколе свиња. Но веднаш штом свињата почна да квичи, гласот веќе прашуваше што се случува. Откако дозна, веднаш нареди: "Еј вие, помогнете му на Жоао Барандао да ја заколе свињата." Понатаму веќе се знае. Свињата, додека човек да трепне, беше веќе заклана и изготвена. И така еден ден, кога се појавија кочаните на пченката, но се уште беа зелени, Жоао Барандао мораше да отпатува некаде. Се подготви за напад и пред да замени нареди на жената без него да не оди на нива. Но жената беше многу тврдоглава. Веднаш по неговото заминување, таа отрча на нивата. Назерум, да не ја чуе никој, ја помина цела нива. Кога веќе науми да си оди, ја обзеде силна желба да проба од пченката, па скина еден кочан за децата за вечера. Стебленцето крцна и гласот веќе почна да се распрашува кој е тоа и што бара тука. Жената одговори: "Јас сум жената на Жоао Барандао, откинав еден кочан од пченката." Тогаш се појавија сите оние луѓе и ја спокршија целата пченка, иако се уште беше зелена. Ја искршија и веднаш исчезнаа. А жената стоеше и ја гледаше изгазената пченка и срцето ѝ се кинеше од тага. Се сети што ѝ рече мажот пред да замине на пат, но сега веќе беше доцна. Колнејки, почна да ја влечка зелената пченка дома. Гласот повторно праша кој е и што работи и потоа се слушна и неговата наредба. "Еј вие, помогнете и на жената на Жоао Барандао да ја однесе пченката дома." Не стигна ни да здивне, а кочаните веќе беа наредени во дворот. Кога Жоао Барандао се врати ја здогледа тажната слика и кога жена му раскажа се што се случило, на неговата тага и немаше крај. Скина една пченка и почна да ја тепа жената. Жената почна со сета сила да пишти:
Помош, спасете ме! Во истиот миг се појави гласот. Што се случува? Јас, Жоао Барандао, и го дотерувам умот на жена ми. Еј, вие, помогнете му на Жоао Барандао да и го дотера умот на жена си. Од шумата истрчаа момчињата со дебели лијани враце и почнаа да ја тепаат клетницата. Набрагу таа издивна од силните удари. Свати Жоао Барандао дека тука за него веќе нема живот. Си ги собра работите, ги зеде децата и за секогаш ја напушти својата шумска куќа.